бигам за бизнис. Това са многу пари. Имам потребност на кој ќе ги земам. Со обработвање, со трошењето на пари, имам кој да ги земам пари. Мога да ги акумулирам парите. Марио ми го скри това планеров 11 милиона дена прибираме пари по основ на данок на имот, а можеме да прибереме 26,6 милиона. Само треба да го имплементираме софтуер и администрација објекти. Това е страшна бројка. Иначе во дело на Министерството за транспорт ни треба затоа што сакаме да направиме на парцела, това е старата касарна, да направиме парцела за потреба од обновување во Делчево. Демографската карта малку е сега подобрена, затоа што интересните идеи со кои може да се инвестира тука. Дури да има таков центар што е за превентивна медицина, дека може младите лекари кои што се колеги. Времето јас 20 години веќе играм. Да, точно. Ја играм на Да, јас не сум одела на спортист, но без спортист одбојка игра. Така. Од фајлот софтвер оди кај зъботехничар отвара програма која може да работи со вештачка интелигенција, изразу на лицето според начинот на насмевка и така се изработва, нели, најправилната форма, големина на заби и така натаму. Това е еден дел од вештачката интелигенција што донекаде се користи во стоматологијата. CAD/CAM LA, нели? AL. Кај мене, пошто ја не сам го постарал, нема мога да ги кажем дека на време твојата компанија финансира обука на стоматолог во Делчево, кој што сега е еден од најуспешните во Делчево. Дискусии ќе се согласам дека во време кога систем не функционира и скоро сите сфери во државата, како што некој спомна, работат на црвено, треба да се превземаат некои неконвенционални мерки и потези, од прилика така и сваќаме и доживуваме и денешната средба, да се проба нешто што е надвор од системот, ама ќе придонесе од надвор од системот да го натера, да речам, на некој начин да се подобри во мера колку што може, а тоа е придонес на човечкиот фактор. Значи, лично и персонално на луѓе што сме во моментот тука. Се сетив на една кратка изрека на времето во еден проект што се појави, вика дали е можно светот да го промени една мала посветена група на луѓе, и одговорот е всушност само таква група на луѓе и може да го направи тоа. Зошто? Затоа што не само кај нас и насекаде во светот, особено сега во последната деценија кај што се соочуваме со тешки кризи, секаде е корупција, бирократија, систем нефункционален повеќе или помалку, и во тој контекст таква една посветена мала група на луѓе може многу повеќе некогаш да направи отколку 400 луѓе вработени во некој министерство. Тоа е нели компарацијата. И бидејќи ние сме сите тука денеска доброволно, со желба и со срце да секој во својот домен нели колку што може да придонесе, јас верувам дека, како што рече Ванчо, ако останеме во комуникација, во координација, посветеност верувам дека ќе има, слушајќи ги сите земјаци овде, ја осеќам таа атмосфера на лична желба и посветеност да се придонесе за градот и општината, дека во некој пократок или подолг временски период ќе се изродат идеи. Многу убави идеи се кажа, кои што идеи не зависат од нас овде, тоа не зависат и од општината, може да биде иницијатор, но се зависи од горе, од владата што ќе каже и како. Она што ние можеме да го направиме, да направиме една кохезија меѓу сите ние што сме веќе отидени по светот и низ Македонија насекаде има, без разлика кој од која бранша, секој може да даде некоја идеја за неговата бранша. А и да си помогнеме едни на други, а идеите се побацани најбитни. Ќе ви кажам еден пример, иако ми тоа ставаме на последно место,
туризмот, информацијата. Ја во секој едно интервју, во секој некој изјави којаш има и на министера за транспорт и на премиерот, го спомнавте, дефинитивно тоа е едно од најголемите проблеми инфраструктурата. Да прашувам во моје име, бидејќи јас сум новинар од Делчево, сигурно нема новинарите од Скопје и од Тетово да прашуваат до каде експресниот пат, да која ќе почне да се гради, или уште колку треба да остане, зошто не се стави како приоритет, да ја земам таа обврска и да прашувам нели во. Тоа е најгорно, патот е најгорно. И може еден предлог да се даде до вас како општина или све да се иницијаат некои трибини на месечно ниво. Даме сместа и да ме вратам нас. Нема Друго нема. Еве направим договор со вас како мене што денеска бевте овде кај мене во кабинет за да го изнесеме во јавноста овој убав состанок со така наречениот новиот совет на интелектуалци кој што се попотекло од Делчево. Скоро 2 часа разговаравме овде во кабинетот на градоначалникот за тоа колку Делчево е убаво место за живење и колку Делчево може да биде уште поубаво место за живење, само му треба многу малку, тоест му треба развој на Делчево. Не случајно денеска го избрахме Богојавление како еден од најголемите празници во христијанството, каде што ние сакаме да покажеме како локална самоуправа дека имаме човечки капацитет кој што е по потекло од Делчево и кој што има волја, има желба и знае како да му помогне на нашето убаво Делчево. Овде кај мене денеска беа еминентни професори како и мојот соговорник во оваа изјава, имавме продуценти, имавме стопанственици, имавме новинари, имавме доктори, лекари, поранешни градоначалници. Во иднина ќе имаме уште повеќе делчевци, ќе ги откриеме, ќе ги најдеме. Еве нека биде и ова и апел до нив, толку некои имаме заборавено да не сконтактираат нас како локална самоуправа и овој совет на интелектуалци кој се попотекло од Делчево да го развиеме и еве јас најодговорно тврдам дека ќе ги приеме со отворени раце и со искрена желба заедно да му помогнеме на Делчево да биде посекувано место за живење. Што ти биде важно е оваа симбиоза од мислење на сите интелектуалци да создаде нешто што еве ќе донесе нешто подобро за Делчево, професоре, поведете. Прво, јас поздравувам иницијативата за еден ваков состанок. Точно дека Делчево е многу убаво место за живење, а за нас што сме по потекло тука, кај дојдеме најубаво ние тука кога ќе дојдеме. Иницијативите се добри, само треба малку и од централната власт, посебно финансиите и најгорливото прашање, тоа е патното поврзување и нормално повеќе финансии за развојот за да останат луѓето тука. Да не ни се празни општината, тоа што се испразни, но може би некои ќе се вратат. Треба тие идеи да се спроведат и во дело и да се дават и нови, ама треба и централната власт малку да засука ракави и да инвестира во тие општини овде во овој крај. На времето беше значен и индустријски центар и како пограничен крај. Имавме тука и погранични средби свиждањата и на Црна скала и на Арнутски гроб за тие со Бугарија. Иако беа тешки времења, тоа функционираше, луѓето се гледа, комуницира, зашто во иднина и тоа да не се обнови, да едно дете пишуваше дури труд, дојде кај мене за информации, кој го организирал тие средби, како се организирале, што како, трудот му објавен во меѓународно списание. Благодарам И историјатот, значи, ние не треба да запоставуваме ни една гранка за општината, секој зборче, секој камче е значено за оваа општина.